Почитувани гледачи на otv.mk, добре дојдовте во уште едно издание на серијалот од оние интервјуа со општинарите во Пелагонискиот регион. Денес се наоѓаме во општина Кривогаштани и разговараме со председателот на Советот на општината Горан Новаковски. Добар ден. Добар ден. Како сте? Гледачите. Добро, фала на прашање. Прво да ви се заблагодарам што не угостивте во вашиот кабинет, да поразговараме малку за сите работи кои што се случуваат во општината и да ги запознаеме малку пошироко гледачите со активностите на вашата општина. Па би почеле како кои најважни специфики ќе ни ги издвоите кои ја карактеризираат општина Кривогаштани? Нашата општина Кривогаштани спаѓа во редот на мали општини, односно рурални општини, значи со слаба развиеност. Имаме 13 населени места кои што се релативно сите на не многу голема оддалеченост од самото седиште на општината во Кривогаштани, така да во тој поглед сме добри. Во тој контекст, кои се најголемите предизвици со кои што се соочувате тука во општината? Најголемиот предизвик за нас како совет и како градоначалник и како општина беше со нашето стапување на функција да се справиме со состојбата во општината, затоа што ние знаевме во каква состојба општината беше, во навистина многу лоша финансиска состојба. Па и инфраструктурно, релативно доста лошо стоеше во смисла на недоволно изградени улици, недоволно изградени канализации и такви работи. 4-годишниот мандат е веќе при крај. Како ја оценувате работата на овој состав на Советот на општина Кривогаштани? Дали се направи напредок во овој област? Значи, со самото наше стапување на функција, успеавме да направиме еден многу добар совет во смисла на работевме заедно двете политички опции што се во состав на советот од ВМРО ДПМН и од СДСМ, без разлика што од СДСМ имаме мнозинство. Значи, работевме сите во интерес на граѓаните. Значи, во општина Кривогаштани може да се земе како пример каде што се обединивте во интерес на жителите. Да, апсолутно така е. Нашите одлуки секогаш беа скоро едногласни и се беше во интерес на развој на нашата општина. Инаку ние почнавме знаете да почнете од нула, ќе знаете дека сте почнали од некој старт. Меѓутоа ние почнавме со минус 49 милиони денари во општината. Така да можам да кажам дека со завршната сметка за 2024 долгот ни е намален за 10 милиони денари, на 39 милиони денари. И успеавме во сите овие години доста проекти да ги реализираме. Во меѓувреме, покрај реализацијата, ние како општина не направивме дополнителни долгови. Имавме стратегија да бидеме спремни во смисла со проекти и при секој повик од министерствата за доделување на одредени грантови или одредени проекти, ние бевме спремни да аплицирате со проекти. Да аплицираме со проекти, така да го сведовме трошењето на средства од општината на минимум, а од друга страна успеавме да издействуваме, значи, навистина доста инфраструктурни проекти кои што па и капитални проекти за нашата општина. Финансирани од централната власт. Да. Би сакал да ве прашам на кој начин ги вклучувате граѓаните тука при одлучувањето на советот, на приносењето на нови стратешки мерки за општината? На кој начин општината комуницира со жителите? Значи, како што спомнав, ние сме во помала општина. Значи, и малку и густо населена. Така да ние и како совет и како локална самоуправа сме
постојано меѓу граѓаните и најчести ни се да речам контактите, комуникацијата со граѓаните директни средби, директни разговори за одредени проблеми, за одредени работи што треба да се презема и секојдневни. И буквално ние и на нашите седници, кога ќе редовно е присутна нормално нашата администрација од локалната самоуправа, значи советниците се од повеќе населени места и директно се разгледуваат проблемите и начините на кои што би се решавале и што треба во еден комуницираат апсолутно редовно, редовно комуницираат. Сега стасуваме до нешто најважно или обично кога станува збор за таков бренд или за таква култура, тоа е животот на Кривогаштани, а тоа е пиперката. По кое што ајде да речеме, веќе има и фабрики кои што произведуваат ајвар, тука кој што е особено извозен производ, али да се задржиме на пиперката како приварен производ, како општината е помага ова гранка за да се развива и во нашата општина веќе има околу 5 фабрики кои што работат, од кои што две фабрики се навистина од висока категорија. Значи, тие имаат солиден извоз од производите. Така да, во тој дел сме многу добри, како општина, и идејата и за самиот фестивал беше да направиме една промоција на нашиот регион, не е само Кривогаштани, значи и пошироката околина од Кривогаштани, погодна е почвата за па дури и дел од прилепските фирми кои што се занимаваат со истото. Така да идејата беше да преку тој фестивал едно да му дадеме еден забавен карактер на, да речем, баш во тој период се почнува да се одвива бербата на пиперката. Значи, едно мало дружење на населението, запознавање со фабриките што работат кај нас, со дали на овој фестивал, покрај тоа што има забавен карактер, нормално и да се припреми малку населението за тешката работа која што го чека. Дали имате и посета на бизнисмени од странство кои што го користат тој фестивал да се запознаат со производите? Да, имаме и посета на бизнисмени, самите фабрики, да речем, што соработуваат со некои од соседните земји или од подалеку, ако се погоди во некој момент, си повикуваат и тие гости на самиот фестивал, да се представат и тие. Имаме ние сега спопратимени со Лебане од Србија, тие има фестивал за кај нив актуелни се доматите, така да разменуваме искуство и со нив, и од кај нив идат поголема делегација, се најдува тука и можности за соработка. И на тој начин едноставно и самите граѓани од нашата општина се запознаваат со производството и можеби од сето тоа, знаете, кој ќе појдете некаде ќе излези некоја идеја и за некои си помали погони, други што би можеле да се самите да ги развијат. Кога спомнавме фестивалот, веќе го објаснивме дека не е само забавен, едноставно има и бизнис карактер, да се запознаат и од надвор со производите кои што излегуваат од тука, и пиперката како прв производ, потоа и фабриките со преработката. Како општина Кривогаштани се спрема за годинашниот? Колку време ви одзема, колку енергија, затоа што сепак станува збор за голем фестивал во една мала општина? Да. Годинашниот ќе биде многу специфичен фестивал, затоа што ќе се погоди во предизборието. Ние не напомнав пред малку дека многу внимававме на самиот фестивал да не му се даде политичка конотација во самиот фестивал, значи да биде тој на онаков како што треба да биде. Така, да не се користи во кампања. А не да се користи во кампања или да се користи во митинг или такви работи. Верувате дека ќе се успее во тоа што сте се здружиле и работите веќе 4-3 години заедно? Се покажа и ефикасно, иако можеби имаше од некаде некои притисоци, не е битно. Важно, издржавме ние во овие 3 години, ќе издржиме и сега, само што моментот ќе биде специфичен, али мислам дека ќе го надминиме.
Се надевам дека ќе го надмините, се надевам дека и ние ќе видиме како со сигурност ќе го покриеме тој фестивал, има време до тогаш. Фестивалот едно, може да ни кажете кои други културни настани ги има општина Кривогаштани, со што можат луѓето тука да да речеме да го поминат одреден дел од слободното време да поминат на поразличен начин? Значи се организираат преку летото познатни фудбал, турнирот за мал фудбал во повеќе на најското игралиште. Сега сме во фаза на формирање на Младинскиот културен центар. Имавме, мислам дека го посетивте вие, старото училиште што беше, направивме комплетна реконструкција. Тука ќе биде сместен и Младинскиот културен центар, така да ќе гледаме понатаму за да се ангажираат што повеќе младите, затоа што кај нас имаше традиција во Кривогаштани на организирање на народната носија. Долго време организиравме за Гроздоберот, имавме фестивал за аматери пејачи. Така да во наредниот период мислам дека ќе се подобри тој дел, затоа што сега навистина не е добар. Од друга страна, старата сала што беше во општинската зграда, ја реконструиравме минатата година комплетно. Таа беше и киносала и сега е спремана за киносала, така да планираме понатаму да се многу подобри тој културно-забавен живот, да речем, на... Сепак, и се тоа што го наброевте, како за мала општина, жителите имаат доволно избори, доволно настани. Никогаш не е доволно од култура, али во споредба со други помали општини... Сакам да кажам дека порано имавме и доста театарски представи, имаше гостување на Преневскиот театар, што во иднина ќе биде тоа поддржано и затоа викам, сепак треба младите малку да земат поголем ангажман во организација. Да земат повеќе работи во своји раце. Младинскиот културен центар веќе го Младинскиот центар го посетивме веќе, навистина старото училиште добило навистина прекрасен лик. Зграда која што е повеќе од 100 години стара, веќе е во финална фаза, не е се уште завршено, се гледа дека младите ќе имат еден прекрасен објект за да творат. И сега не можеме да избегнеме темата која што ни нанесе колективна травма во Македонија, тоа е трагедијата во Кочани со веќе бројот на жртви преминува преку 60. После тоа почна вонредни инспекции, вонредни проверување на сите објекти кои што се од јавен карактер, кафичи, дискотеки, сали, училишта. Од озгорен се до тоа, Кривогаштани е познато како мало место кое што има многу кафичи. Во каква состојба се објектите каде што масовно се собираат луѓето во Кривогаштани и што превзема општината за да се подобри тоа? За жал, од трагедијата се покажа дека ние како општество навистина сме неодговорни. За жал. Ние како општина преземаме активности во смисла на подобрување на безбедноста на граѓаните во нашата општина. Значи имаме постојани состаноци на Советот за безбедност. Баш пред 10 дена имавме и состанок со главниот инспектор за безбедност во сообраќај при нашиот Совет за безбедност во сообраќајот, кај што ги разгледувавме во тој сегмент проблемите со кои што треба да се решаваат. Во глобала, значи, во тој дел состојбата е многу добра. Имаме многу малку, за среќа, и сообраќајки, да речам, и прекршоци. Нашата полициска станица добро си ги врши работите, има постојано патроли, сообраќајни и други. Советот за безбедност и тој се собира по потреба. Имавме неколку состаноци за решавање на проблемот со кучината скитници. Тоа е навистина проблем секаде, па и кај нас.
За среќа кај нас немаме толку каснување како во некои општини. За жал некои општини имат Дури сериозно стана много. и бизнис можеби. Не знам. Да не спекулираме. Да не спекулираме, Небитно, значи имаме онака симптоматично зголемување каснување. во делот на безбедноста нашата општина презема конкретни чекори, значи ние сме и како што спомнав прејаска, ние сме постојано присутни на теренот, така да и да приметиме некои работи кои што не се ворат, Се реагира се укажува, се реагира веднаш, да. Така. За крај би сакал да разговарам со Горан Новаковски, бизнисменот. Да. До сега беше општинерот, сега бизнисменот. Да, така е. Па би сакал да ве прашам колку Кривогаштани има услови за развој на бизнисот, пред се човечки потенцијали и истовремено инфраструктура? Во моментов се уште има добар човечки потенцијал, макар што како и низ цела Македонија и кај нас веќе почнуваат да се чувствуваат заминувањето на младите во надвор од земјата. Што е едно е надвор од земјата, а друг дел е и во нашата земја. Така, Речиме, во се поголемите централизирани некои работи во поголемите места и младите едноставно, барајќи подобра работа и екзистенција, се преселуваат. Затоа, како што напомнав прејаска во излагањето, се трудиме ние како општина да обезбедиме за нашите граѓани што подобри услови, инфраструктурни и капитални, да не би дошло до поголем одлив на нашите млади. Инаку имаме ние индустријска зона во Славе, во која што се лоцирани неколку погони. Имаме во моментов неколку соларни електрани, веќе се во изградба. Еден откупно-преработувачки центар имаме одма тука над Кривогаштани, кој што се е во фаза на градба. Како што спомнав, имаме 5 фабрики за производство на земјоделски производи, односно за пиперка. Така да ние како општина излегуваме во пресред, а од друга страна, јас како бизнисмен можам да кажам дека нашата општина се најдува на крстопат и е добро поврзана со околните општини, така да имаме можности за развој и на бизнисот. И местоположбата си го прави своето во секој географската случај. положба си го прави своето, точно. Ви благодарам за разговорот. Се надевам дека гледачите ги запознавме со работата на општина Кривогаштани. Вас ви посакувам да успешни последни 5-6 месеци од мандатот и се надевам дека ќе продолжите пред се како она што го спомнавте и она што мене најмногу ми остави впечаток, дека сите заеднички работите во интерес на развој на општината и не се делите на партии, затоа што на крајот на краиштата, и тоа го кажувам во секој интервју во ова година уназад, дека веќе немаме човечки потенцијал да се дели. Значи, точно е така и нашата идеја беше или успехот ќе ни биде заеднички, или неуспехот. А ние сепак се одлучивме да биде успехот. Благодарам уште еднаш и Фала ви вас. за успешни општини само со заедничка работа. Почитувани гледачи, тоа беше разговорот со Горан Новаковски, председател на Советот на општина Кривогаштани и бизнисмен. Се гледаме во некое следно интервју од некоја друга општина.